Ајде сега да се префрлиме во другиот дел од нашево студио и ќе кажам добро утро на Сузе и добро утро за нашата гостинка која ни допатувала од Прилеп. Така е. Браво. Секоја ви чест, јас се изненадив утрото кога ги Со тази торта која после ќе ја јадеме заедно. Благодариме многу и добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, добре ве најдов. Се надевам дека сега ќе се опуштите убаво, ќе си разговарате за она за што допатувавте и од Прилеп, секоја чест за тоа и драго ми е Сузе кога имаме вака гости од Македонија, од осенатите градови. Мудрост Академи, нов едукативен центар и дневен престој. Инаку нашата гостинка, незиното име ќе го кажаме ви и јас, Виолета Стевановска Буштреска. Погодив, убаво кажавме. Така. Ајде, повелете да слушнеме за што се работи. Така, поздрав и добре дојде за нашата драга гостинка, како што ја најави нашата колешка Виолета, господја Виолета, во улога на собственик на новиот едукативен центар и професор по оделенска настава. Честитки. Вчера беше официјалното отварање, така нели? Да. Благодарам на поканата. Исто да ве поздравиме и ние, вас. Особено сум среќна што сум присутна овдека и што сум дел од вашата емисија. Така, еве вака на истекот на 2025 година, токму во предпоследниот ден од годината, требаше баш да се запознаеме, да се сретнеме и да промовираме нешто убаво, нешто многу битно за најмладите генерации во вашиот град, градот на Цепенков, градот кој што и тоа како умел да дочека, да пречека големи имиња, големи уметници и луѓе кои што во областа на културата дале многу голем придонес. Од каде идејата во Прилеп, во вашиот град, да отворите еден едукативен центар наречен Мудрост Академи? Па идејата ја добив уште додека студирав на педагошкиот факултет во Битола, а би се оствари дури сега. И затоа сум среќна, пресреќна сум што ми се оствари таа идеја да работам со дечина. Колку долго работевте на идејата? Па на идејата работев околу 4-5 месеци, така. Се спремав. Кој е кумот на центарот Мудрост Академи? Многу убаво, многу возвишено име, така некако од прва некако се лепи за уво и очекуваме навистина една голема мудрост кај децата и нешто што ќе има големо ниво. Јас барем такви се моите очекувања. Да, се сложувам со вас за тоа. Кумот е Боркица Буштреска, мојата колешка. Вашата колешка, која сакавме и таа да може да присуствува, но за жал Боркица не присуствува. Боркица е втората сила во овој едукативен центар, која по професија е музичар. Теоретичар. Теоретичар, така. Јас верувам дека ќе има многу деца кои што ќе дојдат, кои што ќе се приклучат во овој едукативен центар, но тековна ќе не запознавате со содржините кои што ги нудите. Која е мисијата и визијата на Мудрост Академи? Визијата е да се оствари едукативен центар. Да дојдат генерации на деца, да дојдат генерации на деца кои што таму ќе го надополнуваат своето знаење. Исто така ќе има и игра. Најважно е децата да бидат среќни и задоволни. Да. Тоа е да се дружат, да се социјализираат. И така. Со што се располага центарот? Центарот располага со опрема, мислам, современа опрема, лаптопи, караоке, телевизија исто има тромболина за ако сака да се игра децата, игри има за играње, детски игри, литература по која што ќе уча, математички, забавна математика, некакви помагала. Да, има исто. Да. Ние имаме и видео, имаме и неколку фотографии, предпоставувам дека ете веќе го гледаме видеото. Вчера беше официјалното отварање, како што гледате, направене и наменете за деца кои што и во слободните активности, но и во периодот кога предпоставувам и нема кој да им обрне внимание или да ги чува, да можат во возрастните да ги остават, така нели? Намената е да има и дневен престој и да можат тие деца тука и да престојуваат
подолго. Како е уреден тој момент и колку да речеме најдолго можат да останат децата? Децата вака сега едукативниот центар работи од 8 до 16 часот и планирано е предпладне од 8 до 12 за тие деца што се попладне на училиште и обратно тие што се предпладне па од кај 12 сатот до 4. До 16. Така. За која возраст на деца е наменет овој едукативен центар? Предшколска возраст и одделенска настава што се децата, одделенска возраст од прво до 5 одделение. Така. Одлично. Има ли некои вакви слични содржини во вашиот град? Па јас за тоа и не сум запозната да има. Можно е да има, ама не сум запозната јас за тоа. Да. Значи, во центарот на градот, на булеварот Гоце Делчев, е овој едукативен центар. Не може да не се лесно да се снајдеме. Или пократко вие прилепчани како би објасниле каде точно се наоѓа едукативниот центар? Па би објасниле открши е 13-катницата, радио, телевизија, прилепка што беше од спротива е и то преку улица, е тука. Тука, така. Значи, кај што беше радио Прилеп преку улица. Многу лесно. Да, во Прилеп, секој кој што живее во Прилеп или го познава Прилеп, многу лесно би се снашол, ама многу повеќе доколку не одите по ваква некоја насока или препорака, ќе си ги најдете на Инстаграм, како што ги пронајдов и јас, како Мудрост Академи. Таму ќе видите и многу повеќе детали околу содржините кои што се нудат, околу сето она кое што го имаат во нивната програма, како и активностите со кои што можат децата да се анимираат. Колкав е, Виолета, капацитетот на вашиот едукативен центар? Капацитетот на едукативниот центар е во согласност со тоа колкав што е просторот. Така да не е голем многу. Да речеме максимум колку столчиња или за колку деца може да биде да наменет? Тока 20 деца може. 20 деца во исто време. Максимум 20 деца, така. Планирани ли се и во вашиот едукативен центар да се организираат забави, родендени и така натаму? Денеска знаеме дека на најневозможни места се прават родендени, па во едно вакво катче би било и тоа една супер активност. Да, секако, планирано е и тоа. И многу убаво ќе биде така. Да. Да, ние ако имаме некогаш среќа со нашата камера ќе ве посетиме, но доколку не можеме, ние се разбира ќе ја пратиме нашата колешка дописничка Каролина Дурло, која што не известува од вашиот град и верувам дека ќе сподели многу радосни моменти со децата кои што треба да го наполнат овој простор, така да, нели? Ние возрастните го полниме на еден начин, но децата каде што ќе внесуваат сонце, внесуваат радост, смеа и сето она кое ние возрастните некако како да го подзабораваме. Дали на овој начин, Виолета, што ете влегувате во една нова убава приказна за која од секогаш како што велите сте сонувале, дали е ова начинот да го одржувате детето во себе, постојано живо и здраво? Да, тоа секако. Секој во душата мислам дека се осеќа како дете. Постои нешто во душата што го носи како дете. Колку знаете вие да се заиграте со вашите ученици? Верувам дека низ вашата пракса сте запознале секакви деца. Мислам дека знам да се заиграм со децата, да им запеам песна, да ги натерам да пеат, да се радуваат. Овде на нашата масичка имаме еден куп сертификати, признанија, пофалници, награди и што ли уште некои што се одраз на сето она кое што сте го прибирале како знаење, како доквалификација, како едукација или како некаков начин на усовршување на конкретни теми кои на еден просветен работник кој што треба да излезе во пракса и да се справи со се она на терен што го очекува и не е баш секогаш лесно, бидејќи она што ве учеле на педагошкиот факултет е само теорија. Но таа теорија да се примени во пракса и да се справиме со секое едно дете, колку и да е тоа дете комплицирано понекогаш, не е лесно, нели? Да, така е за тоа. Ама јас бескрајно сум благодарна на професорите на педагошки факултет
Многу убаво се чувствував таму, многу убаво ми помина времето таму, бев многу среќна со нив. Да, И сакам да ги поздравам. Да се работи со деца, веројатно ви представува многу голема радост. Така. Да. Кои се најголемите слабости според вас на формалното образование? Ние од време на време отвараме теми за образовниот процес и за сето она кое што би требало да се промени или би требало да се дополни. Што мислите, каде е нашата најголема слабост или можеби каде се нашите најдобри страни во образованието? Не знам конкретно на тоа прашање како би одговорила. Може би дали премногу предмети учат децата, бидејќи во еден друг систем, во некои други европски земји, децата кога поаѓаат во училиште, заокружуваат кои предмети сакаат да ги учат. Не зборувам за од прво до осмо, после осмо оделение. Децата се веќе описменети и после осмо оделение, кога одат во средно училиште, тие веќе бираат што ќе учат. Нашите деца, за жал, не можат да бираат, туку учат многу предмети, учат и по 15 на предмети. Дали сметате дека е тоа многу или не е многу за еден млад човек? Не знам тоа, може би е многу, ама може би содржината на материјално на предметите не би требало да биде толку голема, па така да може пак да ги поминат тие 15 предмети, ама да не му биде многу материјал. Така. На кои предмети вие ќе се фокусирате? На кои предмети вие се фокусирате и за кои предмети мислите дека децата имаат најмногу потреба од дополнителна работа? Вака сега, најмногу потреба децата мислам дека имаат од дополнителна работа по математика и по англиски. Јазиците, може би и германскијате. Затоа јас на кои предмети ќе се фокусирам, би рекла на македонскиот јазик. Сакам да ги поттикнам децата да творат творби, литературни. Да пеат на македонски јазик. Имаме еден ваш гледач од Прилеп кој што непрестано тука сите нас не подсетува дека треба песните да ги пееме на македонски јазик, а не да се фасцинираме само од странската музика. Колку во Прилеп по плоштадите, по јавните простори се пее македонска музика? Еве, деновиве се празнични, имате сигурно прослави во пресрет на Нова година, така нели? Доаѓаат групи, доаѓаат изведувачи. Да, затоа меѓутоа јас бев многу зафатена и не можев да ги следам тие настани. Имав многу работа, а иначе секако дека има прослави за Нова година. И сега, бидејќи официјално од утре започнува училишниот распуст и децата ќе бидат на пауза скоро 2 недели, така, ако не и повеќе за распустот, јас искрено и не знам кога ќе заврши зимскиот распуст, но дали едукативниот центар ќе профункционира сега за време на распустот или после распустот? Може и за време на распустот, зашто да не, може би ќе сакаат и децата да дојдат и за време на распустот. Уписите се во тек? Да. Како можат да ве најдат? Телефонски броеви и визит картички има. Телефонски броеви, значи најмногу ќе се користат социјалните мрежи. Да. На социјалните мрежи ве има и на Инстаграм, ве има и на Фејсбук, така нели? Да. Јас навистина посакувам многу среќа и многу успех на сите деца кои што ќе дојдат и ќе го почувствуваат целиот амбиент во Мудрост Академи. Посакувам да има таму многу среќни деца кои што нема да ги користат и своите телефони за време на престојот таму, бидејќи таа ни е и темата ова утро, какви се последиците од дигитализацијата, од екранизацијата и колку деца вистински стануваат зависни од тоа дека ако 5 минути го немаме својот телефон до себе, е крај на светот. Јас верувам дека ќе направите во вашиот едукативен центар и такво катче каде што кога ќе се влезе таму ќе се остава телефонот за децата да можат овде да играат, како што рековте, сте им наместиле и трамболина и играчки и се останато, а телефонот не би било пожелно да им го уништи тоа задоволство, нели? Да, се сложувам со вас, така е за тоа. Да. Значи, штом дојдеме ние во Прилеп, ќе го побараме тоа катче, дали го има и дали и ние ќе можеме таму да ги оставиме телефоните за малку и тие да одморат од нас, нели? Поканети сте. Да, благодарам многу, Виолета, на поканата. Благодарам што ова утро, рано наутро ни допатувавте од Прилеп да го промовираме ова
ново катче за прилеп за децата, за најмладите генерации, па и ќе биде олеснување и за возрастните и за бабите и дедовците да дојдат да ги остават малку своите деца. И да, значи ова е некоја комбинација од едукативен центар и игротека, нешто помеѓу, така, нели? Да. Секоја чест, благодарам и за тортата која ни ја донесовте. Ние сега овој 30 декември ќе јадеме благо заедно со нашите колеги и тоа е една убава торта, прилепска торта. Да, поздрав од Прилеп. Така, благодарам, среќни празници ви посакувам и голем успех на ова што го почнувате сега, па и нека има многу деца за распустот, за распустот сите деца не одат на зимување, некои деца сепак остануваат и дома. Така. Јас исто ви благодарам на поканата. Ви посакувам среќни празници, Нова година, божични празници и така. Па со некои нови содржини повторно ќе се видиме. Ви благодарам многу, среќни празници и вам и на сите прилепчани им посакувам, а ние си продолжуваме понатаму. Да, и јас благодарам.